Домашните градежни компании бараат да бидат приоритетни за владата и да добијат предност во добивање на работа на домашни тендери. На овој начин, колку толку ќе се ублажи ударот од корона кризата врз овој сектор. Ова, меѓу другото, представници на Сдруженијето за градежништво на Стопанската комора го побараа од ресорниот министер Благој Бочварски, но му испорачаа и листа со дополнителни мерки кои за нив се важни, а не се дел од четвртиот владин пакет. Треба да се заземе за поголема реализација на капитални инвестиции, за поголема координација помеѓу општините и јавните предпријатија, се со цел да и високоградбата да живеат, зашто што падот во високоградбата во 6 месеци од оваа година е драстичен. За инфраструктурните проекти се држиме на нивото како од минатата година, да се продолжат мерките на помош за исплата на плати и придонеси од социјално осигурување, што беа и претходно донесени, администрацијата да биде пофлексибилна. Паниката кај градежниците се зголемува со наближување на крајот на градежната сезона, што значи и прогнози за поголеми загуби во овој сектор. Според Бочварски, клучна обврска на институциите моментално е да ги подигне капиталните инвестиции, со што директно ќе се помогне градежниот сектор. Сакаме да бидеме конкурентни пред се ние институциите, да ги обавуваме потребите на граѓаните, на компаниите, да ги забрзаме процедурите, да променуваме законски постапки и регулативи со цел тие постапки, процеси во држава да додат во што е можно побрзо темпо и динамика, и компаниите секако да продолжат со покачување на нивните капацитети со цел да одговорат на барањата и на домашната побарувачка во дел на изградбата и секако и на нашите околни земји. Градежниот сектор обединува околу 57.000 работници и досега нема евидентирано отпуштења, а во бруто домашниот производ градежништвото учествува со околу 6%.